Полицајци од Кочанин и од други градови од Македонија, членови на независниот полициски синдикат, како и пензионирани полицајци, денес излегоа на протест во Кочани во знак на поддршка на нивните четворица колеги кои се со решенија за суспензија. Според независниот синдикат, решенијата биле тенденциозни и престроги. Мораме да го известиме началникот на ОВР Кочани да ги преиспитаат сите дадени кривични пријави кои според нас и според се она што го имаме аналитички земено со адвокатите и со правниот тим од независниот синдикат, да добиат 4 решенија за суспензија неосновано, без да се помине процедурата и постапка која е предвидена во Министерството за внатрешни работи, без согласност на одредени лица кои требале да ги поминат сите овие, да речеме, насоки кои ги дал началникот на ОВР Кочани. Слични суспензии имало и во други градови од државата, поради што од Конфедерацијата на слободни синдикати најавија генерален штрајк во Скопје. Знаете, правиме протест и во Битола, и во Тетово ако треба ќе правиме, и Струмица, ама во Скопје ќе направиме некој масовен протест. Ова мора да престане. Замислете да не се повторува. Полицаецот да не може да се работи работа за што е платен. Не може некој да се живува врз нив. Актуелните суспензии во Кочани за пензионирани полицајци се повторување на нешто што овде се случувало и во минатото. Пред 12 години истото го доживеав јас тука, знаат добро телевизиите, бев казнет зашто пишав пријава испред полициска станица на пријател на началникот тогашен. Бев казнет 500 евра, тоа време околу 30 и неколку илјади. Потоа тужив на суд и се добив. Затоа да не се играт со такви глупости што се прават, за ништо да ги суспендират, после државата да плаќа за некои си непотребни средства. Поддршка на протестот и суспендираните полицајци пристигна и од братскиот полициски синдикат од Србија. Име Синдиката Српske полиcije Републike Србije осетили smo moralnu podršku da dođemo da pomognemo našem bratskom sindikatu, kao i jedan od osnivača Balkanske policijske unije. Pružimo punu podršku svim suspendovanim. Од СВР Штип пак во однос на суспензијата на четворицата полициски службеници од Кочани информираат дека при контрола од страна на старешинскиот кадар на ОВР Кочани е утврдено дека полициските службеници кои се товарат за сторено кривично дело не постапиле согласно законските прописи и по извршени консултации со надлежен јавен обвинител, констатирано е дека постојат елементи на кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Согласно член 214 став 1 алинеја 4 од колективниот договор, до Бирото за јавна безбедност МВР доставен е предлог иницијатива за отстранување на полициските службеници од работните места, кое е задолжително согласно цитираниот член од колективниот договор, па врз основа на предлогот изготвено е решение од страна на МВР за отстранување од работните места. Информираат од СВР Штип.